Кој заврши вториот круг на избор на нов ректор на Универзитетот Кирил и Методи, кој треба да го замени актуелниот и долгогодишен ректор професор доктор Велимир Стојковски. Денеска беше одлучено двата професори, односно актуелниот декан на Медицинскиот факултет и професор по хирургија Никола Јанкуловски и екс-министерот за образование Ненад Новковски, да бидат двајцата кандидати кои што ќе се тркаат за ректор на УКИМ. Само да кажам и дека од игра денеска испадна Елена Дума Јовановска од Градежниот факултет, Александар Димитров од Технолошко-металуршкиот факултет и професорот Коле Василевски од Шумарскиот факултет. Овие двајца што ќе се тркаат и понатаму за ректор на УКИМ денеска дадо изјави пред камерите, накратко ја образложија својата програма и кои промени ќе ги спроведат на факултетите, така што предлагам сега доколку се спремни да ги слушнеме нивните две изјави и изјавата од професорот Давидковски кој е воедно и председател на ректорската комисија за избор на нов ректор на УКИМ. Доколку станам ректор, веќе кажав, прва работа е да се направи целосна дерегулација на сите оние штетни делови кои што постојат во одредбите, каде што има премногу оптоварување на факултетите, на професорите, каде што има премногу носење на одлуки кои што се на штета и на кочење на иницијативата, на активирање на сите потенцијали. Сакал да се заблагодарам на ректорската управа. За мене ова е еден значаен момент. Огромна поддршка ми дадоа колегите декани и директори. Се надевам дека и во вториот чекор, а тоа е Сенатот, дека професорите ќе донесат вистинската одлука. Унапред се заблагодарувам за сето она што досега го имавме во меѓусебната соработка и се надевам на понатамошна долга соработка со сите членови што учествуваат во овој избор. Мислам дека од 6 извонредни кандидати, Сенатот, ректорската управа набележа двајца. Едниот е професор доктор Никола Јанкуловски, што доби 28 гласа. Вториот е професор доктор Ненад Новковски, кој што доби 17 гласа. Останатите членови добија гласови. Само еден кандидат не доби глас. Изборот секако ќе биде неизвестен, меѓутоа ако се суди според денесниот однос на гласовите, пред се му даваме на актуелниот декан на Медицинскиот факултет, бидејќи тој доби 28 гласа, додека екс-министерот за образование Ненад Новковски доби 17 гласа. Меѓутоа ова е еден круг на гласање, на 28 има нов круг гласање, тогаш не се знае какви ќе бидат стилите, гласањето ќе биде тајно, така што ја мислам дека ќе биде неизвестно до последен момент, па треба да го почекаме последното гласање и да видиме кој ќе го наследи актуелниот ректор на УКИМ Велимир Стојковски.